Да почне средбата мицковски теравари во владата, по која треба да се донесе одлука за идната соработка во рамки на владината коалиција. Двајцата денеска излегоа со своји позиции. Колешката Катерина Нешкова ги има информациите, имаме во живо во овие вести. Катерина, се знаели со какви услови мицковски ќе го пречекат теравари во владата? Така е, во 17 часот е закажан состанокот мицковски теравари, состанок кој што се чекаше веќе повеќе од 10 дена, имајќи ги предвид одлуките кои што теравари ги донесе за самостоен настап на локалните избори, што пак ја искомплицира неговата позиција во владата, односно дали ќе остане или нема да остане во владината коалиција, а со тоа се отвара можноста и за соработка со ДУИ. Мицковски уште вчера му порача на теравари јасно да каже дали има некаква соработка со ДУИ или пак договор со ДУИ, дури и тивка соработка во неколку општини за локалните избори, за негова поддршка. Денеска опциите ги сведе на две, како што рече, или теравари ќе одлучи да остане во владата и да го фати патот на реформи, или пак ќе одлучи да оди со ДУИ, која што изминативе 20 години, како што рече, учествувала во корупција и криминал. Тоа се опциите кои што му ги даде Мицковски на теравари пред оваа средба. Предлагам да ги чуеме и деталите. Во политиката ние комуницираме долго време. Како човек имам позитивно мислење за господинот Теравари, но во политиката образот е нешто што го имаш или го немаш. Тука нема флуидни варијанти. Или имаш, или немаш. Или држиш до зборот, или не држиш до зборот. Никого во животот не сум молил, нити па имам намера некого да молам. Со или без господинот Теравари, владата е стабилна, цврста, со големо мнозинство. Останува на него и на неговите сопартици да одлучат. Ке повторам. Дали ќе одиме заедно по патот на реформи, владење на право, борба за праведно општество, институции кои што ќе функционираат, или ќе се придружат и ќе коалицираат со оние политички сили кои што со години, би рекол неколку децении, ја криминализира и ја уништуваа државата. Изборот е нивен. Да, тоа се двете опции на Мицковски. Какви се позициите на Теравари, Катерина? Теравари, како да е подготвен на секаков исход, тој вели дека нема договор со ДУИ се уште за локалните избори или пак за некаква поддршка во одредени општини. Ваков став кажува и ДУИ и самиот Ахмети, кој што вели дека нема договор за распределба на општини, но изненадува тоа што Ахмети се израдува на тоа што Теравари повеќе не е дел од ВЛЕН и дополнително вчера застана и во одбрана на самата алијанса на албанците на Теравари, велејќи дека тоа е партија која што самостојно може да одлучува со кого ќе коалицира, а Мицковски не може да кажува со кого Теравари би бил во коалиција. Една ваква изјава денеска чувме и од Теравари, каде што вели дека Алијанса на граѓаните не е ниту чамет за спасување на некого, ниту пак такси возила, односно дека е автономна партија која што сама ќе одлучи со кого ќе коалицира, но дециден е дека дури да оди со ДУИ, иако таква одлука нема, ако биде донесена, тогаш тој би излегол од владата. Конечните одлуки, според нашите информации, Теравари ќе ги носи утре пред Централното председателство на партијата после овој состанок кој што следи во владата. Еве ги ставовите на лидерот на Алијанса. Дојдони, уне шов че влени сикур сервилосе да меѓу куш мундоhet të jetë në qeveri. Në qoftë se është kusht ky, neve s'na pengon as pak hiç. Le të vazhdojnë, le të rrim, po duken keq prej përjashta dhe lejmë përshtypje shumë të keqe, për neve nuk ka asnjëfar problemi. Në qoftë se është ky kushti, me kënaqësi do ta pranojmë. Dëgjoni, në moment që do vendosim ose kur kryesia e partisë vendoset që të shkojë me PDI-n, as që kërkojmë në event qeveria që duam të jemi pjesë e qeverisë, po tash për tash, kryesia e qendrore ka vetëm një vendin, se dalim me listat tona të veçanta për këshilltar komunar. Катерина, по ваквите изјави станува се поверојатно дека Теравари ќе напушти владата. Што доколку се случи такво нешто, доколку Теравари излезе од владината коалиција, дали ова ќе биде прв чекор за предвремени парламентарни избори?
Иван, досега сите политички партии, освен ДУИ, не говорат за предвремени избори. Самиот Мицкоски рече дека владината коалиција е стабилна, независно дали Таравари ќе остане во нејзе или не. Дури самиот Таравари кажа дека не е за предвремени избори, иако морам да споменам дека одредени функционери и пратеници од неговата партија велат дека ваквата влада во која што ќе остане всушност само со 9 пратеници на вреди како албански пратеници кои даваат поддршка на владата, ќе немала легитимитет. Од друга страна, дури председателката Силјановска вели дека услови за предвремени избори нема, бидејќи владината коалиција е стабилна. И во овој момент предлагам да ја чуеме и председателката за овој нејзин став. Нема да зборувам како председателка или како професор. Ние велиме дека предвремени избори треба да има тогаш кога се парализирани институциите, не може да функционираат, кога мнозинството на власта е на границата на потребните 61, далеку е од тоа. Впрочем, помина неполна една година, мислам дека да, имаме проблеми, дел од нив наследени, дел од нив нови, меѓутоа јас гледам дека институциите се справуваат со сиве овие проблеми. Значи, да, ќе имаме редовни локални избори, локалните избори го отсликуваат расположението на граѓаните, понекогаш се лакмус за тестирање и на успешноста на власта, но апсолутно нема потреба од парламентарни избори. За крај само да спомениме дека политичкиот расплет на тоа дали Алијанса останува во влада или не, како и понатаму што ќе се случува со изборите, ќе ги знаеме по средбата во 17 часот помеѓу Мицкоски и Таравари, секако дека деталите ќе ги имаме и во 19 часот. Да, ги очекуваме информациите по средбата Мицкоски и Таравари. Катерина Нешкова, благодарам за овие информации.